Поздрав за љубителите на спортот, интересен настан, интересен повод. Се наоѓаме на брегот на река Вардар до мостот Гемиџи во центарот на градот, каде што присуствуваме на еден тренинг на Каја клубот Бабуна од Велес. Едно од најстарите друштва, односно спортски клуб, кој мислам дека е формиран во 1948 година, но дали е тоа така и што денес ќе се случува тука, од нашиот соговорник, а тоа е господинот Роберт Пазов, председателот на клубот и еден од тренерите и можам да речеме од најзаслужните што овој клуб ги освојува оние, односно ги остварува оние резултати на кои навикнавме со сите овие години. Папазов, благодарна што си тука и што ќе можеме денес да говориме за кајакот. Добар ден. Најпрвен сакам да изразам една огромна благодарност до порталот Дума МК, што ми овозможи еден директен пренос од еден тренинг на кајак клубот Бабуна. Мислам дека е одлична работа за промоција на спортот како во градот, така и во нашата држава. Околу почетоците на кајак клубот Бабуна, точно кајакарски клуб Бабуна е формиран во 1948 година од група ентузијасти. Најпрвин како рекреативно друштво, потоа почнало и надпреварувачкиот дел. Во 2013 година клубот имаше пререгистрација заради технички причини и го промени името во Кајак клуб Бабуна. Се наоѓаме во зимен период. Некако ние, обичните смртници, сме научени дека ова време да се седи дома, покрај телевизорот, нели покрај огревните тела, а гледаме и покрај сепак свежото време. Денес добро ни се погоди денот, кајакариве се тука и веслаат. Прво, дали е ладно? Вака, денеска, како што кажавте, е супер времето, меѓутоа кајакарите веслаат и на многу поладно време. Од една единствена причина што надпреварите во кајак започнуваат во пролетниот период, а припремниот период трае 5 до 6 месеци. Затоа мора од почетокот на ноември до крајот на март припремниот период да го истренираат, за да имаат добра база и кондиција за надпреварите кои што следуваат од пролетниот ден. Ќе морам тука нешто да кажам. Кога ги посетиме вашите простори, морам да споменам дека располагате со изворедни, би рекол, оние надворишни услови за работа, за патеката ќе говориме подоцна. Значи, исто одлично опремени. Ги видовме чамците, бројот на чамци, оние помагала весла, кациги, оние пропратни елементи, сега јас не можам точно да ги, нели оние појаци за да не фера вода во чамецот, располагате со теретана, колку и таа ви помага. Па вака, младите категории, значи ние од пред 2 години има сега новите светски трендови се, има машина која во 90% симулира весла. Значи младите, бидејќи овека на сегашниот тренинг се малце постари и по надпреварувачи кои што можат во зимниот период да тренираат и немала опасност да се превртуваат. Меѓутоа, младите од 10 години почетниците зимно време ја користат машината за кондиција. Исто така, постариве имаат покрај веслањето, имаат и суви тренинзи, како трчање и теретана, и ова ни помогнува теретаната што уствари ја направивме во клубот од пред 2 години, ни помага многу да не се изложуваме на финансиски средства да користиме туги теретани. Ако некој млад сака да пристапи или родители сакаат нивното дете да дојде кај вас, да почне да се занимава со овој спорт, под кои услови се работи тоа, односно како е начинот да се стигне да се стане еден почетник кајакар, значи некој младо дете да започне со тренинзи. Дали треба, пример, јас сам не знам, ќе импровизирам, дали можеби треба да е добар пливаш или нешто слично. Овака, најбитно за да станеш кајакар и да се зачлениш во клубот е да си на возраст од 8 до 10 години и да имаш желба за спорт со авантура, да речем. Пожелно е да биде веќе да знае да плива, меѓутоа и да не знае да плива. Ние имаме покрај школата за веселење, ги научуваме и да пливаат и секако ги носат, како што кажа преска, оние безбедносни појаси кои што не дозволуваат
да човекот што викаме се удави или пропадне. Да дојде до некој. Да. И тоа може да му се случи и на добар пливач да нели може да сгази нешто оно, а ова не дозволува, значи безбедноста е на максимално ниво. Може да видат гледачите дека сите се опремени со заштитни појаси, со заштитни кацigi, така да безбедноста е на највисоко ниво. Исто така околу безбедноста ние во клубот имаме повеќе кајакари кои што се веќе откажани, да не речем ветерани, и кога имаме прием на нови членови и првите почетоци дека ние не бидеме сигурни дека они можат сами да веслаат во вода, тоа го правиме на езерото Младост, значи на секој детенце имаме човек со него што не е дозволено да се случат несакани ситуации. Потребни се некои услови да дојде некој да се запише во вашата школа? Во клубот, наравно. Ја велам школа, како што кажа, значи да има желба, да е на возраст од 8 до 10 години и мислам дека понатаму секој што пробал барем неколку пати кајак, остана заради тоа што е стварно многу интересно, а околу безбедноста родителите или дечињата може да видат сигурни дека нема никогаш да има. До сега јас сум 30 и кусор години во кајакот, никогаш не се случило несаканици. Во фудбалот потребни се копачки, во рекометот, во кошарката, другите спортови патики, ајде во карате, джудо, кимоно. Што од опрема треба да посети? Значи во нашиот клуб сите што почињаат и што редовно тренираат, клубот има разберува опрема. Значи опремата за кајак слалом е доста скапа, пошто има повеќе од кајак, весла, опрема ова за да не водата да не биде ладно во кајакот, значи заштитни појаси, кацigi, тие сите ги обезбедува клубот. Единствено, можеби некој има дечиња што сака некоја по-софистицирана опрема или да се купи негова, така, тоа на доброволна основа. Иначе, клубот ја обезбедува комплетно. Во делот на нештата што ќе ги наречам кајак, сигурно спаѓа и искуството кој вие го имате. Долги години бевте репрезентативец на Македонија, долги години веславте, долги години ги браневте главите и на државната репрезентација и на клубот. Колку е тоа од витално значење, односно и кои се со вас сега во клубот кои го пренесуваат знаењето на младите? Па, околу тој дел исто можеме да се пофалиме доста во однос на другите клубови, бидејќи, како што кажав, имаме повеќе ветерани кои што активно се уклучени во клубот. Моментално околу тренерскиот дел клубот располага со тројца тренери, еден кондиционен, тоа е Илија Попов, кој што е со факултет за високо ДИВ образование и е професор по физичка култура, и јас и Сашко Наце сме тренери околу техничкиот дел и околу тајните на кајакот, да речам, бидејќи сме двајцата, како што некој знае, нели, долгогодишни репрезентативци, освојувачи на повеќе државни првенства и да. Тука ќе прекинеме со разговорот, да го проследиме малку тренингот, да видиме што се случува на местово каде што еве ги гледаме децава. Да.
Продолжуваме понатаму. Борче Мирчевски е наш следен соговорник, се работи за кајакар на кајаково баву на нормално, репрезентативец на државата во К1. Го паметиме поводам на Борчето веќе во ветеранските години, така? Да. Ја веќе се занимавам со кајак околу 18 години. Долгогодишен репрезентативец, како во јуниорската конкуренција, продолжи и во сениорската конкуренција. Сега моментално се спремаме за нашите изборни надпревари, што ќе се одржат некаде април. Мислам дека цел април месец ни е резервиран за изборни надпревари, секој викенд ќе имаме такмичења, па ќе видиме како ќе биде исход. Колку е веројатно на физичката подготовка? Гледаме дека кајакот не е така едноставен спорт, покрај техниката сака стварно многу снага. Да, кајакот бара многу спремност, многу снага. Ние покрај овие тренинзи што ги обувуваме на вода во зимо, имаме тренинзи и на суво. Одиме во теретана, имаме трчење плюс, планинарење, доста е добро за секој спорт, па и за нашиот. И така сите тренинзи ги усогласуваме со весање во вода, за да можеме да бидеме 100% подготвени за нашите надпреварувања. Се работи за еден чисто аматерски спорт. Вие мислам дека во кајакот не добивате никакви надоместаци или со нешто грешки? Па сениорите поготово не добиваме ништо ние. Моментално се водиме нели како аматери. Да? Моментално добиваат само спортска надежда се од агенција за млади и спорт, за спортисти, талентирани спортисти и тоа е тоа. Од кој ќе ја надмина таа возраст, веќе се соочуваме со некој проблем каде што треба да продолжиме да весваме, а не добиваме ништо. Така, морате, ама сепак добивате нешто. Да, добиваме нормално. Патувања на страна. Патувања за европски и светски првенства. Ја браниме, чувството е многу добро и ги браниме боите на Македонија. Секој сон на секој спортист да ја представува нашата држава. 30 на години си, до кога во кајакот и како оди старосната граница? Но не постои граница, него која е она оптимална? Граница не постои, да се зависи од тоа колку си спремен да даеш од себе, пошто, кој што кажавме, не добиваме ние сениорите никаков надоместок, мора да одиме и на работа, плюс тренинг, и до кога може тоа да го издржиме до тогаш. Ја мислам дека колку што можеме максимум, пошто е многу добар спорт. Имате учествуване на голем број надпревари надвор од државата. Патеки и се, со Папазов ќе говорам после за околу патеките во Македонија. Знаеме каде имаме патеки, но една мала компарација. Каде си бил, односно, која ти е најтешка патека да секој што си веслал? Една од најтешките, па може да се каже Тацен Словенија, во Јубљана. Таа е една од подтешките патеки кои што имам ја настапувано. Да. Исто може да се каже тешка патека дека е во Словачка, во Братислава. Исто таа е многу добра патека, беше многу бара физичка подготвеност, добро технички подготвен, значи сите спецификации да ги имаш, треба да отидеш 100% подготвен за да можеш да издржиш да ја извозиш таа стаза. Друга, како потешки можел да ја издвојам, Бурку, Франција. Таа е една природна патека, многу добра, многу тешка. И можам да кажам, како најак, најдобар впечаток, во Франција исто. Многу добра патека, многу добра организација, многу добро. Мислам дека секој треба да го доживее тоа, што се случува таму на тие европски и светски првенства. Ако можам јас да сумирам, значи голем број на надпревари надвор од државата, голем број пријателства, спомени кои ќе останат за секој да се памтат. Значи за оние кои сакаат да се надпреваруваат, односно да започнат со овој спорт и да станат надпреварувачи, иднината за овој спорт е добра, значи оние кои сакаат авантура и надвор од државата. И добар адреналин. И адреналин. Борчето, посакувам успешна сезона, ќе се видиме, верувам, и на матка на оние изборни надпревари, кај што очекувам нормално пласмана во репрезентацијата, гледам и до година на оние меѓународни надпревари. Ти благодарам.
Продолжуваме со разговорот со Роберт Папазов. Папазов, спомнавме пред малку и со Мирчевски дека се работи за еден доста интересен спорт, но за кој опремата и реквизитите се доста скапи. Ајде да направиме една компарација, еден добар натпреварувачки чамец. Нов добар натпреварувачки чамец е 2000 евра. Само. Сам. Весла, кацига, секој спорт си бара доста финансиски средства, поготово во денешно време, кај што спортот е многу одлучуваат финеси, така да во секој спорт опремата е скапа, меѓутоа овде во нашиот спорт во кајак славно доста се троши, бидејќи настапуваме на дива вода, знаете, на оние препреки од камења, од карпи, значи многу лесно може да се скржи, може да го купиш нов и по еден месец да треба да го лепиш или да го менуваш. Значи треба доста пазење и истото се случува и со веслите, така да доста бара финансиски средства, меѓутоа ја би сакал да околу тоа ако има време да кажам дека во последните години сериозно е подобрена ситуацијата во финансирањето во спортот. Значи, оној ваучерски систем кој што веќе сите го знаеме, кој што Агенцијата за млади и спорт доделува ваучери на спортските клубови, на спортистите според остварени резултати и повеќе критериуми, кај што може фирмите данокот од добивка да го усмерат во спортот. Значи, тоа е една многу позитивна работа. Исто така, општина Велес стандардно сите клубови ги помага, значи не може да ги финансираме и тоа ги помага, што исто се со сериозни финансиски средства издвојува општината. Агенцијата за млади и спорт исто од пред неколку години има програма за млади спортисти, кај што клубовите кои што имаат добри младински школи исто така се финансирани за младите спортисти. Нашиот клуб за среќа секогаш е во оние кои што добиваат, бидејќи имаме доста млади и сме успешни. И исто така морам да кажам дека и приватните фирми кои ни се пријатели, кои ни се влюбеници во спортот, како што се Автодело и Мартин, ако дозволите, градежното ова пододекор, Вемол, трговскиот центар и наши пријателски, да не ги спомнам сите, да не ги редам фирми, ни помагаат доста околу спортот. Колку пари ви се потребни или финансиски средства, ајде да не разберат подобро, за успешно да совладате една година, да помине се во најдобарите? Имате простори, имате содржување, имате опрема, прибор, патување на странство, тренинзи ќе започнат сега на матка, значи на патеката на треска. Благодарно додиме со суми, меѓутоа Не, веќе зборуваме за овој надпреварувачки дел, каде што немаат родителите никакви стандардните трошоци околу теконото функционирање, одржување на клубот, струи и ова патувања, горива и патариња, негде околу 5000 евра и другото околу 10.000 уште плюс се потребни за еден клуб од нашата големина. Значи да функционирате може да биде да. и помал, може да биде и поголем. Значи нашиот клуб располага со околу 20 на преварувачи, 10 на млади, 10 на повозрастни и околу 15.000 евра завршуваат за тоа тие за клубските ангажмани плюс репрезентативните трошоци си покрива државата. Така. Короната. Ние тука како е дојдена? Ќе има време да се разбере што и зошто, и ние важно е присутна. Колку таа ви посмета во делот на вашите активности и она што значи едно нормално тренирање или нормално одење на оние спортски настани? Короната генерално во кајак слаломот не посмета ново, единствено првата година кога беа оние карантини и забрана за движења, бидејќи тренингот наш мора да има континуитет. Многу пати ни го скратија континуитетот заради тоа што сите моравме да седиме дома затворени. Инаку поединечен спорт е, секој засебно си тренира, нема блиски контакти, нема како во ракометот и фудбалот, нели, дуели меѓусебни, секој сам по сам, значи можеме околу тоа, спортот не е на отворено, да протоколите ни дозволуваат, меѓутоа најголем проблем короната ни направи околу
околу надпреварите меѓународни кои што ги одржуваме во нашата држава и кај што ние настапуваме, бидејќи оние строги протоколи сега не дозволуваат секој секаде да патува, не дозволуваат некогаш протоколите да ни дојдат гости и такви работи, како што секаде во светот посмета. Минатата година имавме во неколку наврати, мислам дека и ние во Дума МК пишувавме, имаме судија веќе од во изворедни рамки, значи човек кој веќе настапува на меѓународни надпревари. Ајде малку на таа тема, каков е интересот току од вас, од поранешните кајакари, да продолжите, значи во кајакот, не само во тренерските води, туку, еве, го имаме отвореното првенство на Велес, гледаме дека потребни се 6-7, не знам сега колку судии. Располагаме ли со таков кадар? Значи, да не испадне премногу фалење, меѓутоа, како што кажав во претходниот разговор, кајак клубот Бабуна располага со доста ветерани во кајак спортот и моментално учествува со најголем број судии во кајак слаломот. Значи, од потребни десетина судии за еден надпревар, 6 до 7 се секогаш ги обезбедува кајак клубот Бабуна, меѓу кој и главниот судија моментално во државата, кој што од пред неколку години е меѓународен судија и веќе активно секоја година суди светски и европски првенства. Ајде да погледнеме уште малку од тренингот, да видиме до каде стигна, што се случува и потоа ќе имаме можеби можност да проговориме збор 2 и со дел од оние најмладите надпреварувачи.
Продолжуваме понатаму, овде кај до мене се два изворедни надпреварувачи. За некого може би чудно, јас пред 3 или 4 години, кога Ангела Димова видов на патеката на река Вардар, кажав едно толку мало девојче, а толку силно веста. Во меѓувреме Ангела ни пораснала и еве веќе извореден кајакар, а до неја и Кристијан Смилев, исто така од младинска конкуренција. Кристијан е веќе и тој пораснат, неколку години вежба, но најпрво ќе проговориме со Ангела. Ангела, кои беа твоите почетоци? Моите почетоци? Да, како започнате со кајакот? Па, со кајакот започнав така што го гледав брат ми, он веслаше и бев многу мала и ми стана интересно и одве чекав да пораснам на кај 11-12 години и да започнам со кајакот. Од тогаш, значи, се роди љубовта кон кајакот и етете веќе, колку години си веќе во кајакот, во спортот? Оваа година ми е седма. Седма. Така, минатата година те гледавме одека на отвореното првенство на Велесбар, ние кои немаме можност, или и другите, да ве гледаме на другите надпревари. И како си задоволна од досегашниот тек на твојата спортска кариера? Па, задоволна сум. Мислам ке можам и поеќе. Сигурно. Возиш и К1 и С1. Едно е доста интересно, значи во кајакот, но во две дисциплини. Да. С1 почнав минатата година да Така? веслам и Сега, кој е потешко? па С1 да почнав. Сето е потешко, Да. така, бидејќи се весла со едно весло. Да. Каде се гледаш? Минатата година беше, мислам, дека и во репрезентацијата, да? Па се надеваме дека ќе влезам и оваа година и дека ќе направам поуспешен резултат. Одлично. Јас се посакувам многу успех и те гледам и на оние репрезентативни настапи. Кристијан Смилев. Кристијан, ти колку години си? Јас сум 12 години. Колку години вежбаш? Ова ми е Веслаш? пета година Така? и Интересно е. да. Па спортот почнав да го веслам. Да. Ми стана интересен кога се доселив тука на 7 години и видов какви капи има. И ми зачудија зелени, црвени. Да? И со мајка ми одевме, се шетавме и сакав да се запишам на овој спорт. А мојот комшија беше кајакар и тој ме запиша. Кога дојде во клубот, те пречека некој, кажа некој убав збор, А, така, од тренерите некој, да. те пречека. Значи, со Да. големо задоволство и натаму, до каде стигнавме, јас имам информации дека ти си еден од најталентираните млади кајакари во државата. Па може да се каже. Така? Каде се гледаш ти понатаму во кајакарскиот спорт? Првак Се- на Македонија, репрезентативец, Светски шампион. светски шампион. Така, ете така треба, така се браат И водите. имам желба да наставам на Олимписките игри. Браво. Ладно ли е во вода? Па зависи. Зависи. Колку години тренираш, ако тренираш повеќе веќе не ти е ладно. Се навикнуваш, така. Со опремата Да? не е ладно. Значи, опремата ве штити, така. Да. Значи, нели, сепак вода е, се случува на превртување, се случува некој пат. Тренирате ли кога врни? Па зависи. Да. Значи, Ако не врне премногу јако. така. До кога во кајакот, девојките се малце специфични, но и ти си специфична, се работи за еден извореден талент. Те очекуваме да ти кажем во сениорска конкуренција те видиме на некој извореден спортски настанот кај што ќе дојдат изворедни вести. Ангела, каде ти гледаш? Има ли други девојки кои сакаат да се бават со овој спорт? Па не знам, нема баш. Други девојки така викаат како во Вардар Лана. Така, тоа ми е забавно. Дали се плашат? Се плашат. Се плашат од водата, така? Тоа ми е забавно и Сигурно. Ви посакувам многу успех, се гледам и на наредни тренинзи, но и на надпревари, каде што сите од вас очекуваме голем број на медали. Нека ви е, ете така, патот со овие луѓе кои го водат клубот исправен и, како што реков, куп медали и пехари во витрините на вашиот клуб.
Се ближи крајот на тренингот, односно тренингот ќе продолжи, но нашето директно вклучување од она што значи еден тренинг на кајакарски клуб, во случајов кајакарскиот клуб Бабуна од Велес. Роберт Папазов, проговоривме за низа нешта, за многу работи, но не спомнавме некои нешта што мене ми се многу битни, а верувам и на голем број на љубители на кајакот. Од секој пат животна желба на сите луѓе кои се во кајакот во Велес, а има повеќе клубови, било да се направи една здрава патека, ајде ќе речем. Вардар е онако како што ни го дала природата, се трудите со сите сили, по ваше размислување, со овие услови кои ги имаме, до каде сме стигнати? Вака патека во Велес моментално најидеални услови во Велес има на потегот околу Стариот мост. Пред неколку години започна некои градежни активности околу изградба она се што е потребно за една патека, меѓутоа комплетно една патека кошта многу пари, затоа во соработка со општината решивме да одиме етапа по етапа, меѓутоа сега од новиот градоначалник кој што е пред малце избран во неговата предизборна програма вети дека во неговиот мандат ќе се заложи за патеката да биде завршена и ние се надеваме дека прво да се урбанизира таа патека, значи да биде не на диво како што е сега преправана до прана, доколку се урбанизира ќе можат финансиски средства да се повлечат и од државата, од агенцијата, и од странски асоциации, и од европски фондови. Се надеваме дека државата ќе ни оди во Европска унија и така да ние се надеваме дека за неколку години ќе имаме солидна патека на која би можеле и поголеми надпревари да се одржуваат. Во моментов ги одржуваме отворените првенства, вашите клубски првенства и тука сме сите на пат... и државните. Значи одреден критериум задоволува сега вака како што е патеката. Па да, нашиот клуб е редовно секоја година скоро организатор на неколку првенства, меѓу кои државни и изборни надпревари и она што е заштитен знак на кајак клубот Бабуна, отвореното првенство на Македонија, кое веќе 8 години редовно се организира и е една од најпосетените и најмасоните, вие сте сведок, сте го посетиле. Меѓутоа, како што пред малце кажа во претходниот разговор, корона кризата си го направи своето и последниве за жал 2 години само домашни надпревари ќе настапуваат, бидејќи баш во тоа време беа строги протоколи, не можеа странци да доаѓаат, хотели не работеа, не можеа кај да престојуваат и тука се надеваме дека оваа година, како што има најава, ќе се тргнат протоколите и пак ќе бидеме сведоци на еден извонреден настан со повеќе држави кои што учествуваат на отвореното првенство на Македонија. Повеќе клубови во Велес имаме кајакарски, каква е соработката со нив? Се договарате, тренирате? Па да, Велес е моментално град во кој што е најзастапен кајакот, како на диви води, така и во кајак спуст и кајак на мирни води. Моментално обстојуваат 5 клубови, од кои 4 се во нашата дисциплина, кајак слалом, и еден имаме клуб најново формираниот во дисциплината спуст, кој што се надпреварува и во мирна вода. И доволно се мислам дека клубови, тоа значи дека секој клуб располага со барем 10 кајакари, што значи голема бројка на кајакари моментално тренираат во Велес. Дали нешто не кажавме во делот на ова наша посета на ваш тренинг, а да сакавте можеби да го споменете? Па има секогаш уште повеќе да се каже. Јас, како и на почетокот и на крајот, би се заблагодарил уште еднаш на порталот МК, Дума МК, кој што ни овозможи една, мислам дека солидна промоција и мислам дека ова ќе биде дополнително поттик за младите деца кои што сакаат да се занимаваат со оваков спорт. Од пролетниот дел почнуваме со упис на нови членови, така да се надевам дека и бројот на членовите ќе ни се зголеми и ова ќе придонесе за популарност на нашиот спорт. Би благодарам за сите овие исцрпни новости кои ни ги кажавте. Што би спомнал јас веќе, следи крајот на
ова наше денесно вклучување овдека на река Вардар, во близина на новиот мост, каде што кај клубот Бабуна има еден редовен тренинг, ги нема сите, нели нормално, учениците по училишта, вработените на работа, но добро и овие кои дојдоа надпреварувачи и доловија една атмосфера на еден тренинг. Благодарност уште еднаш голема, а само да споменам дека вечер повторно имаме вклучување, одиме со карате, некаде во вечерните часови, тоа веќе следи, ќе имаат љубителите на каратето можност, значи, да проследат еден тренинг од еден наш карате клуб.